Директорот на Скопски водовод Маријан Чомитовски со нож делел правда во кафеана каде се тепал. Потоа бил осуден на парична казна од 20.000 денари, а откако не платил, издржал 20 дена затвор, тврдат од Сојузот на синдикатите кои ја покажаа пресудата. Бараат титна смена на директорот, кој претходно го назначи градоначелничката Данела Арсовска. Според првиот човек на ССМ, директорот бил обвинет за малтретирање на вработени, потоа отпуштал и ги преместувал на други позиции на истомислениците. Имаме сериозен лекарски извештај каде што кажува дека навистина психичката состојба на овој директор е нарушена и истиот се лечи. Го повикувам ВД директорот Маријан Чомитовски да си поднесе неоповитлива оставка барем од морални причини. Бидејќи ние работниците више се плашиме да идеме на работа. Бидејќи станува збор за стара пресуда од пред 29 години, согласно правните документи таа казна неверојатно избришена од судското досие на Митовски, но во полициската база на податоците кривичниот настан не се брише никогаш. Пострите обвинувања од синдикатот, Алфа се обиде да стапи во контакт со директорот на водовод, но оттаму ни кажаа дека директорот бил на состанок и не бил расположен за коментар. Претходно директорот ги отфрли овие информации и рече дека имало привилегии кај вработените од водовод кои земале големи плати, меѓу кои била и сопругата на синдикалниот лидер Дарко Димовски. Тој експресно ги отфрли овие обвинувања и рече дека тоа не било точно, а ако тоа е така, рече веднаш да се поведе дисциплинска постапка. Нека повелат некој го зема службениот телефон кој го нема, нека повелат некој го зема службениот број кој го нема, нека повелат нека и го зема службеното возило кој го нема и да ја отвора дисциплинска постапка. Ако јас грешам, нека повелат уште утре да избркаат од работа согласно дисциплинската постапка. Инаку Маријан Митовски е прв човек на предпријатието 13 септември годинава. Градоначелничката Данела Арсовска го назначи на функција, откако еден ден претходно го разреши Златко Перински од ВМРО ДПМНЕ.